Мојот концепт кој го нудам не е да бидеме едно како во комунизмот и во поранешниот систем, туку да се сложиме барем околу 2-3 работи кои се нужни за Македонија, рече кандидатот за председател на Социјалдемократскиот сојуз Стево Пендаровски пред граѓаните на Охрид. И пред Охриѓани се осврна на 3 точки од неговата програма, во која се предвидува пораст во економијата, владење на демократските принципи и подобрување на демографската слика. Охриѓани, јас ретко имам трема кога зборувам пред публика, што тоа ми е професија. Меѓутоа денес имам трема затоа што зборувам во градот од кој доаѓаат толкав број духовни великани. Да ве чува и брани Господ и Свети Климент уште 1000 години да го чува градот и сите вас. Охрид бил и мора да остане со векови нанапред центар на духовноста во Европа и во светот. Стево Пендаровски и пред граѓаните на Охрид повтори дека треба да има консензус за решавање на спорот со името. Односно, сите политички чинители да се сложат и со ист став да настапат пред меѓународната јавност. Рече дека тој досега не преговарал за името и не можел да биде ни тврд ни флексибилен по тоа прашање. За соживот во земјата, кандидатот за председател на опозицијската СДСМ рече дека Македонија е мултиетничка земја и во иднина таа мора да биде мајка на сите граѓани. Нема да ве забарам со долги повтори дека ќе биде председател на сите граѓани без разлика на нивната партиска верска и етничка припадност. Тврди дека за сите прашања тој има став, иако некои од нив не спаѓаат во ингеренција на председателот. Вашиот син треба да напредува со заслугите што ги има, со знаењето што ги има, со книгите што ги прочитал, со занетите, со вештините што ги научил, а не дали потпишал некаде за некого. Тоа си е башка работа. Во една држава, според кандидатот за председател на Социјалдемократскиот сојуз, мора да владеат правото и демократијата, да се гарантира независноста на судството, полицијата и сите институции на власта да ја гарантираат правната сигурност за луѓето и за правните субјекти. Председателот се избира од народот и затоа тој работи во интерес на народот и директно е одговорен пред граѓаните, рече Пендаровски. На обединување прво на граѓанска основа, со максимално почитување на сите други специфики на секој индивидуа, вера, нација, политичка афилијација, да го разберете на овој начин. Не да бидеме едно како во комунизмот и во поранешниот систем, туку да се сложиме барем околу 2-3 работи кои се нужни за оваа држава. Македонија може да опстане само со реалистичен пристап на избраните политичари. И во Охрид одговараше на прашање на граѓаните. Приоритетите на Стево Пендаровски според неговата програма се интегрирање на Македонија во Европската унија и НАТО. Според кандидатот за председател на СДСМ, председателот треба да одговори на сите предизвици и треба да е двигател на сите процеси во државата. Во неговата програма потенцира дека тој би бил адвокат на сите граѓани без било каква поделеност. Уставот мора да се почитува бидејќи е стожер на државата. Пендаровски тврди дека ќе се залага за демократски вредности, човечко достоинство и граѓански слободи. Според него, мерило за успешен председател е дали придано за решавањето на проблемите во државата. Врховниот командант, според Стево Пендаровски, мора да е чувар на мирот и еден од главните столбови во државата. Потенцира дека излегува пред сите граѓани со јасен концепт за земјава и народот во неа. Пендаровски во текот на денот беше во посета на неколку села од Струшкиот и од Охридскиот регион, пошто комишираше со митинг на плоштадот во Охрид.